ќе поразговараме за она што го правиме, па речиси многу години наназад, кога доаѓа овој дел од годината, а тоа е летото, горештините, кои што генерално асоцираат или на вода или на пиво, а кога ќе се спомене пиво во јуни, прво што ни теком, односно во јулија, еве Пивофест. Добро утро, добар ден. Добро утро, добар ден. Поздрав до нашите гледачи. Прилепчани секогаш агилни да дојдат, да представат, да раскажат, нема никаков проблем, еве и по неколку километри да минат, барем како што кажав, секој јули да се видиме со вас како градоначалник на Прилеп и да поразговараме и да го најме оно што следува. Сепак се работи за еден убав јубилеј, бидејќи ова е 15-ти Пивофест во Прилеп и во Македонија. Токму така, ова е 15 годишен јубилеј на еден од најголемите манифестации во Македонија и на Балканот. Тоа е Пивофест. Точно пивото асоцира на летни горештини, меѓутоа летните горештини асоцираат и на пивофестивалот во Прилеп, така да подготовките се при крај и очекуваме да овој јубилеен Пивофест биде и најбројно посетен, а затоа секако ќе се погрижат и пиварите кои што ќе имат приубави штандови ова година. Ќе има многу квалитетно пиво, различни врсти на пиво. Исто така ќе има приубави штандови, организацијата ќе биде на највисоко ниво, сето тоа ќе биде зачинето и со одлична музичка програма која ќе ги задоволува сите вкусови и секако традиционално најавата на Пивофестот ја почнуваме и со нашиот партнер за Пивофест и најавата тука од Канал 5 телевизија, која е, да речем, долгогодишен партнер на фестивалот. Поддржуваш апсолутно, да. Од кога до кога е, кој ќе настапува, кој отвора програмата, кој ја затвора? Па традиционално Пивофестот се прави после петродневните пости, значи Петровден е на 12 јули, од 13 јули почнува Пивофест. Од четврток наредниот до недела, значи наредниот викенд, од 13 до 16 јули, така да почетокот ќе го означиме со познатата македонска група IQ, која што е доста популарна, една од најпопуларните актуелни групи. Потоа во четвртокот следува продолжување на забавата со легендарните Психомодо Поп кои ни доаѓаат од Загреб и секако вечерта ќе биде заокружена со исто така еден од најпопуларните бендови моментално на Балканот, тоа е Амадеус Бенд. Збориме за четврток. Тоа е четвртокот, да, отворањето. Исто така петокот имаме обезбеден одлични музички имена. Од The Exit фестивалот ни доаѓа Don Minot и Conquering Lion ќе го поддржуваат. Тоа е навистина едно големо светско име во областа на реге музиката. Секогаш практикуваме, бидејќи летните горештини асоцираат на реге музика. На секој Пивофест имаме добри реге изведувачи. Ова година најдобриот ќе присуствува. Фактички ќе биде отворањето на петокот вечерта со Don Minot и Conquering Lion. Продолжува со легендарните Нокаут, македонска група, да не ги најавам многу ги знаат сите. И секако легендарниот тоа балканско име, чии што песни ги пеат сите генерација, тоа е Ален Исламовиќ. Тоа е за петокот. Саботата исто така се најавува голема журка, на мене е повеќе за народната музика. Елена Велеска, тоа е македонската фолк дива, прилепчанка која живее моментално во Охрид, меѓутоа ја знаат сите. Продолжува забавата со Набела и легендарниот Харис Джиновиќ. И неделата затворањето на фестивалот ќе биде со Тајфата и Димитар Андоновски, исто така доста популарни во Македонија, Джамбо Агушеви оркестар. Тоа е едно светско име веќе и светски бренд и секако затворањето на фестивалот ќе биде со звездата на овој фестивал, тоа е Северина. Тоа е една програма која што ја направивме за еден рекорден период, бидејќи ова година фестивалот на пиво помалку од месец дена се организираше, знаете, поради политичките случаи настани и ќе се продолжуваат мандатите на градоначалници, локалните самоуправи. Дојде ли некој знак прашање дали ќе се одржи фестивал? Имавте ли таква ситуација да се замислите? Јас мислам дека не беше доведен, иако имаше одредени дилеми, ако не се продолжеше, да речем, мандатот, можеше да има опасност и да не се одржи Пивофестот, меѓутоа се склопија коцките, ќе се одржи 15-ти јубилеен Пивофест со едно од најдобрите програми до се на сите фестивали на пиво,
А тоа очекуваме да имаме гости од цела Македонија, така да еве да ги поканам сите оние кои што традиционално ни присуствуваат на Пивофест и оние кои не дошле да видат за каква манифестација, забава и за каков спектакл станува збор. Покрај овие имена кои што ќе настапат, голем дел од луѓето идат и онака заради забавата. Сигурно. Ќе има одлична забава во секој поглед во сите угостителски објекти, кафеани, дискотеки, во новиот аквапарк, во Калипсо, дискотеката во центарот на градот. Значи и после официјалната програма, забавата продолжува до раните утрински часови, работното време е продолжено. Во градот под Марковите кули, како и секоја година, имаме обезбедено околу 25.000 паркинг места, што значи сите оние кои доаѓаат од страна, уште на влезот од градот ќе бидат пречекани и навигацијски упатени таму каде што има слободно место, да не лутат како да влезат и да го напуштат градот. Од областа на јавниот ред и мир, чистотата, сето, мислам, е договорено заедно со соодветните институции и министерства. Имавме состаноци, ќе имаме и завршни состаноци од текот на оваа недела и почетокот на наредната недела. Ќе имаме одлични водители кои што ќе ги откриеме во понеделник со најавата и официјално и започнувањето на пивофестивалската недела. Исто така ќе има огномети, оние кои што, бидејќи веќе смештаите се преполни, јас би препорачал до сите оние кои сакаат да го посетат фестивалот на пиво, што побрзо да се јават до хотелите во градот, Крушево и околните места кои се во близина на Прилеп, веќе се преполни капацитетите, има и приватен смештај, да се обратат на интернет, сигурно ќе најдат и слободни места во тие приватни смештаи. Меѓутоа, за оние кои сакаат повеќе адреналин и за младите, најинтересен е кампингот, бесплатен, кој што е во паркот на Револуцијата, под Дебела ладовина. Има доста кампери од цела Европа, ќе има забава и на могилата, а исто така, ние секогаш како добри домаќини, сите оние кампери кои што понесуваат шатор за кампување и добра волја за забава, секако ги почестуваме со бесплатна чорба, чај и кафе во утринските часови кога ќе се разбудат. Што значи градот е комплетно спремен за целокупната оваа забава, манифестација, која што ќе биде по 15 пат организирана. Голема благодарност до Прилепска пиварница, до Скопска пивара, до Кожувчанка и другите кои што бизнис секторот, како и медиумите кои што го поддржуваат овај фестивал. Во текот на сите овие 15 години го изградивме како еден од најголемите и најпознати и најатрактивни фестивали на Балканот, а дефинитивно со овој фестивал и сите други случаи настани, како што се во текот на годината во Прилеп станува центар на фестивалски туризам во овој дел на Балканот. Градот е препон со туристи и посебно нашите селеници кои што секогаш ни се добредојдени гости, не само на фестивалот, воопшто и во градот. Тие го токмат секогаш некако да биде одморот, летниот одмор кој го планират да се покупи со фестивалот на пивот. Да. Апсолутно. Освен по пивото, Прилеп е посебно познат и по добрата скара, така да не забораваме, има ли некои предпоставки колку ќе се произведе, колку ќе се изеде, колку ќе се испие? Па секоја се рушат рекордите и од година во година иде. Па да, од година во година секоја се рушат тие рекорди. Неблагодарно е да се зборува со количини, со една друга, меѓутоа можам слободно да кажам дека и овој фестивал стотици илјади гости ќе го посетат, а тоа и добро е за локалната економија, економскиот бенефит на градот и целиот регион. Живее целиот регион Пелагонејски. Со самиот фестивал се раздвижува регионот, па би рекол и Македонија има најавено доста туристички агенции кои што имаат најавено посетители од соседна Бугарија, Грција, од Албанија, од Хрватска, од Србија, кои ќе бидат присутни на фестивалот на пиво. Така. Меѓу другото може да ги искористат и други убавини кои што нели ги има во и околу Прилеп. Па да, секако луѓето во текот на слободно време во текот на денот, нели тука слободното време да се појде до Крушево, имаме прибави манастири, тука е Крушево во близина, секако на овие летни горешни. Кој езерото Мермерно, кој не го видел? Да, Мермерно езеро, имаме исто така убави манастири Трескавец, Архангел Михаил, Зрзе манастирот во близина Мариово, преубавата област и таму имаме убав манастир, тоа е Свети Никола во село Манастир. Навистина има убавини кои можат да се видат, имаме доста убави музеи, археолошки локалитети околу Прилеп, градот, старата чаршија во градот има
преубави бутици има во центарот на градот, ефтина роба има, пазар еден од најубавите, најголеми пазари во Македонија. Има што да се види во Прилеп. Прилеп е стар град, историски град, има што да се види и да се понуди. И посебен за цела земја. Ти благодарам за гостувањето, посакувам многу успех, добра забава, па ќе видиме таму на лице место, нели како. Благодарам, се гледаме на Пивофест. Ето, Поздрав до сите.